Дизелот скокна за 5,5 денари, бензините за 1,5 денар, а ова е нова тура поскапување на горивата. Одлуката ја донесе регулаторна комисија за енергетика. Најголем скок има кај дизелот кој ќе биде поскап за 5,5 денари и ќе се продава по 88 денари за литар. Од полноќ возачите ќе се соочат со следните максимални малопродажни цени на бензинските станици. Евродизел БС 88 денари за литар, Евросупер БС 95 87 денари за литар, Евросупер БС 98 89 денари за литар, екстра лесно масло за домакинството 86 денари за литар, мазут 42,168 денари за килограм. Од регулаторната велат дека причината за новото поскапување е растот на цените на нафтата и нафтените деривати на светските пазари. Со оваа одлука се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 3,59 во однос на малопродажните цени на нафтените деривати утврдени согласно одлуката за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт на регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Северна Македонија од 6.7.2026 година. Премиерот Христијан Мицкоски пред неколку денови рече дека Македонија статистички има убедливо најниска цена на горивата, но посочи дека цените на бензините и дизелот не зависат директно од владините политики. Статистички имаме најниска цена и убедливо најниска цена. Некој ќе рече, ама нашата плата кукава е цената на бензините и на дизелот. Да, така е, но тоа е брзански производ. Тоа не зависи од предприемачка логика, тоа не зависи од политики на влада. Тоа е брзански производ и сите од иста берза купуваме. Процесот е како го менаџираме од тој момент додека го користат граѓаните. И така било со децении наназад. Така што тој сеир ќе го оставам на оние кои што се уште живеат во тоа политичко мочуриште како што е опозицијата. Економскиот аналитичар Абил Бауш вели дека инфлацијата е зауздана, но посочува дека од секоја криза треба да се бара начин како да се регенерира подобра вредност во економијата. Краткорочните владини одлуки според Бауш беа добри, но посочува дека државата на долг рок ќе треба да бара нови можности за подобра економија. Ако вгледаме само на краткорочни мерки, краткорочни беа и намалување на ДДВ-то и акцизите за нафтените деривати, што беше одлична вест. И понатаму, сите тие мерки кои што ги замолуваше премиерот, трговците да не ги покачуваат цените и така натаму. Во ситуација на една демократска правна држава, интегрирана држава на кој што не мора да ги замолувате, туку само ќе треба законот да го спроведете кон нив и тоа ќе ви даде некој фер, подобри трговски одлуки, но како и да е, ние така работиме и тоа е, ајде да речеме, за поздравување. Владата на Србија донесе одлука за дополнително намалување на акцизата за нафтените деривати за 5%, со што вкупното намалување ќе изнесува 10%. Мерката ќе важи до 19 јули, а е донесена поради зголемувањето на производствените цени на нафтените деривати, предизвикано од растот на цената на суровата нафта на светскиот пазар.